Во моментов нема демократски амбиент за работа во собранието. 12% од пратеничката група на ВМРО ДПМН се уште се наоѓа во притвор. Тоа се 5% од вкупниот број на пратеници кои се соочуваат со конструирано обвинение за тероризам. Човековите права беа прекршени, а власта ги погази и законите, демонстрирајќи сила врз народните избраници. Народниот правобранител недвосмислено констатираше дека при приведувањето на пратениците Крсто Муковски, Љубен Арнудов и Жаклина Пешеска на 28 ноември 2017 година е повредено правото на пратенички имунитет загарантирано со член 64 од Уставот на Република Македонија. Народниот правобранител констатираше и дека полициските службеници не се придржувале до правните процедури за приведување определени со член 19 од Правилникот за начинот на вршење на полициски работи, според кој, доколку при приведувањето на лицето се повика на имунитет, полицискиот службеник, откако ќе го изврши проверка, го прекинува апсењето. Повеќе од јасно е дека надлежните сториле кривично дело по член 140 од Кривичниот закон, кој предвидува соодветни санкции за противправно лишување од слобода. Сето ова е доказ дека во Македонија имаме класичен политички прогон. Злоупотреба на институциите за пресметка со сите кои мислат поинаку и кои не се плашат гласно да се спротистават на антидржавните политики на власта предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Целата слика за недемократскиот амбиент во кој живееме се заокружува со фактот дека десетици други уметници, оперски пејачи, режисери и архитекти и останати се наоѓаат во притвор, исто така со измислено обвинение за тероризам и без ниту еден правен аргумент во прилог на конструкцијата. Власта е таа која треба да избере помеѓу реформите и просперитетот од една страна и политичкиот прогон и пресметките со неистомислениците. Власта е таа која има одговорност да ги одреди приоритетите. Пратеничката група на ВМРО ДПМН на денешната координација одлучи дека нема да учествува во работата на собранието се додека не се создадат услови за нормално демократско функционирање на оваа институција. Ви благодарам. Како ќе поднесете закон за амнестија ако не сте во парламентот? Во овој момент, како што кажавме во нашето соопштение, нема демократски услови за учество во работата на собранието. Првиот момент кога истите тие ќе се овозможат, тогаш нашите пратеници ќе действуваат според она што претходно ќе го координираме како партија и ќе биде за интересите на граѓаните Република Македонија. Имате ли комуникација со кабинетот на председателот на собранието и со пратеничката група на СДСМ, на Слободачкото мнозинство, СДСМ и ДУИ? Комуникацијата се темели на не така чести состаноци. Имаме определена комуникација кога станува збор за учество во определени комисии кои што се во рамките на собранието, така што не би што повеќе да додам на ова ваше прашање. Рековте пратеничка група, дали тоа значи дека можноста за прегрупирање во една пратеничка група од 10 е размислувана и дека тоа ќе се случи? Сите опции се отворени, како што веќе во неколку наврати имам одговорено на вашето прашање. Што мислите, дали сите пратеници на ВМРО ДПМН се обединети или веќе има неколку дел внатре во партијата, дали да се деја дека тој дел сегаш не се со вас или позади вас? Пратеничката група на ВМРО ДПМН се разбира онаа која што е на слобода, со исклучок на оние кои што бесправно се задржани во притвор, е апсолутно конструктивна и учествува заеднички во креирање на ставовите, одлуките, состаноците кои што ги имаме со раководството на партијата, така што многу пати во минатото кажав, еве сега ќе повторам, користам оваа прилика да кажам, пратеничката група на ВМРО ДПМН е единствена, обединета и сите заедно стоиме зад овие ставови кои што денеска пред вас беа презентирани и пред целокупната македонска јавност. Докаде се реформирано партијата и ќе почнете постапка за помена на статутот? Работиме на тоа. Тоа е еден сложен процес, комплексен процес кој што ќе се темели на компаративна анализа со
статути кои што се дел од нашите сестрински партии. Се разбира, ќе се обидеме да примениме и да изготвиме еден таков документ кој што ќе има подлога употребна вредност, документ кој што ќе ги опфати демократските принципи на партијата, документ кој што ќе ги вклучи сите специфики на Македонија и како држава и како општество, така што ако ме прашувате за крајниот рок, тој е некаде крајот на јануари, ќе можеме јавно да излеземе со сето она што се вели нов квалитет на тој документ, ќе излеземе јавно, нормално, ќе го презентираме истиот, но она што е поважно е дека ВМРО ДПМН, како што и секогаш во минатото била предвесник и пионер на она што се вели авангарда и делување во Република Македонија, така и овој пат е првата политичка партија која што врши прилагодување и интервенции во сопствениот статут, а во насока на негово подобро функционирање во него. Учествува ли ВМРО ДПМН во собраниската работна група? За дел од реформските закони, да, имаме формирано наша работна група, од страна на мнозинството од собранието има исто така работна група, имаат определена динамика, како ќе се состануваат, на што ќе разговарат, така што во овој момент немам дополнителни информации кои што би можел да ги споделам со вас, сем ова што ви го кажав дека такви две работни групи од страна на ВМРО ДПМН и од страна на водачкото мнозинство се формирани и продолжуваат со работа на дел од реформските закони, кои што се дел од собраниската процедура во овој момент. Ви благодарам. ДПМН во Жан Моне процесот на крајот од месецот? Дали ќе учествувате на 25 и 26 јануари на председателот собрание? За таков процес не сме информирани, нити па е пристигната официјална покана до кај нас, нити па ја знаеме содржината и намената на овој процес. Така што во овој момент немам што да додадам на ова ваше прашање, се на тоа да кажам дека ВМРО ДПМН како политичка партија не е запознаена нити со датата, нити со целта, нити со содржината на евентуалното одржување на тој процес. Уште нешто, дали имате евентуално само против пратениците? Дали сметате дека не треба пратениците да одговараат, а другите да одговараат за 27 април или воопшто никој да не одговара? Не, можеби не го проследивте целокупното моје обраќање на оваа денешна пресконференција. Мислам дека сите луѓе кои што беа офатени од она што се вели политички прогам беа споменати.